Како струката гледа на овој случај, на двете убиства на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски? Го прашавме Владимир Туфекџиќ, сега адвокат, поранешен судија, како ќе продолжи понатаму разврската на овој случај? Разговараме со Владимир Туфекџиќ, сега адвокат, поранешен судија. Прво ви благодариме што одговоривте позитивно на поканата. Добро, хвала. Ова се фрагилни моменти кои ги живее македонското општество, потребно е да бидеме трезвени и рационални. Како продолжува постапката за осомничените во случајот на убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски, кои според првичните информации се убиени со мотив изнуда? Па сега, видите, пред се, како човек, само можам да изразам сочувство и жалење до семејството. А се друго е во рацете на истражните органи и на јавното обвинителство, кое пред себе има исклучително сложен и комплексен кривичен предмет. И можам искуствено да кажам дека овие предмети се исклучително заhtevни и сложени поради доказите кои треба да бидат прибавени во текот на истражната постапка и тука јавниот обвинител и во основа истражителите имаат исклучително одговорна и сложена задача. Дел од осомничените наводно го признале кривичното дело, односно признале дека сториле кривично дело. Меѓутоа, повторувам од искуство, самото признание не може да биде единствен доказ, туку нивното признание треба да биде подкрепено со соодветни докази, а се со цел да се на некој начин со сигурност отклони било каков сомнеж дека признанието е дадено во оваа фаза од постапката со цел да се прикрие вистински сторител или да се прикрие евентуално друг мотив за вакво грозоморно дело. Ќе се работи секако за квалифицирано убиство, за кое е предвидена казна затвор од најмалку 10 години доживотна казна, бидејќи самиот опис и оние сознанија кои се споделени, значи, во јавноста, укажуваат на умислено убиство кое има особено отежнителни околности кои го креваат степенот на неправото и степенот на вината на самите сторители. Ќе биде опатена свирепоста, како начин на извршување на кривичното дело и мотивот кој допрва треба да биде утврден, а да не го занемариме фактот дека став 7 од кривичниот законник за ова кривично дело предвидува особено отежнителни околности доколку се работи за малолетно лице и тука ќе одигра главна улога свеста и мислата на сторителите дека знаеле дека постапуваат, односно преземаат действие према малолетно лице и конечно ќе биде опатен и оној дел дека се работи, значи, за убиство на повеќе лица. Од друга страна, јавниот обвинител има исклучително сложена задача да најде поврзаност, причинско-последична врска помеѓу двете убиства и то по време, простор и место на извршување на кривичното дело, бидејќи, како што сме информирани, згасна животот на малолетното лице, но исто така е извршено убиство и врз постариот човек,
кој има 74 години. Каков ќе биде третманот на обвинетите? Станува збор за група која действувала заедно и извршила две кривични дела грабнување и убиство, тоа го велат информациите. Како ќе бидат третирани? Колку што мене ми е познато, дел од осомничените се веќе приведени. Тие секако дека според првичните информации постојат индиции и основано сомневање дека секој од нив имал посебна улога во извршувањето на кривичното дело, дури некаде слушнав и прочитав дека детето е совладано физички, врзано за рацете и нозете и ставено во вреќа за спиење. Вреќа за спиење не можете вие да најдете туку така случајно како случаен минувач, што значи дека тоа подразбира подготовка и план за извршување на кривичното дело во кое секој од осомничените имал своја улога и она што го викаме во таа поделба на трудот и активностите кои требал да ги изврши заради реализација на криминалниот чин. Каква судбина го чека таткото на Вања во овој контекст? Па доколку се докаже дека тој има директна конекција со осомничените, тој ќе дели судбината на осомничените, така да тука не верувам дека ќе има одредено отстапување, бидејќи законодавецот е јасен во таа смисла, доколку се докаже, а тоа е работа на јавниот обвинител, конекција, во таа смисла и доколку се докаже спрега помеѓу таткото и осомничените како директни извршители на казнивото дело, секако дека неговата судбина нема да биде ништо поразлично од судбината на осомничени. Тоа е со лицето кое што се вели дека е во бегство, какви договори за екстрадиција имаме? Па колку што мене ми е познато и она што е објавено во јавноста, лицето наводно се наоѓа во Турција, сега законската процедура е таква да нашите власти и органи на гонење треба да добијат и потврда дека лицето се наоѓа во одредена земја, односно на одредена дестинација, и тогаш да биде распишана меѓународна потедница во секој случај, односно да биде евентуално ово што денеска се говори упатено барање за екстрадиција со Република Турција, која е спомната како известна дестинација на посоченото лице. Ако не се лажам, имаме договор за меѓународна соработка во кривична материја, подпишан во Анкара 1997 година, што значи имаме билатерален договор со таа држава и тука не очекувам да има апсолутно никакви процесни проблеми, затоа што и во судската пракса не било до сега спорно постапувањето, значи на органите за кривичен прогон на Македонија и Турција. Каков е според вас третманот на овој случај во јавноста? Впечаток е дека како никогаш македонските медиуми се професионални, јавноста е сплотена. Може ли да се стори нешто да се превенираат вакви случаи и исходи во иднина? Јас се согласувам дека е тоа така во овој момент, меѓутоа во овој случај треба да се биде исклучително внимателен во тоа што ќе се испорача во јавноста и новинарите, а и јавноста мора да имаат разбирање дека во фаза на истражната постапка не може да ги добијат сите информации, бидејќи еден дел од истрагата ќе остане додека трае истрагата, ќе остане тајна, односно на ниво на тајна, и тоа е многу природно, затоа што тоа е единствениот начин да имаме успешно завршена истрага и да не се попречува
самиот процес на истражната постапка. Така да очекувањата во јавноста се големи. За овој случај треба во целост да биде расчистен случај. Многу е рано да се дават било какви прогнози за евентуален исход и така натаму, затоа што, пак повторувам, јавниот обвинител има исклучително сложена задача, а тоа подразбира и сложени и комплексни вештачења. Пред се треба да се утврди во тој процес на вештачење, треба да се направи ДНК анализа, треба да се утврди точно времето, местото и часот на настапувањето на смртта кај посочените лица, а тоа е еден комплексен процес кој бара време за изработка не само кај нас, туку и во многу поразвиени правни системи, така да за сето тоа ќе мора да имаме како јавно стратегија. Не е време да се бараат ексклузиви, време е да се бара вистината и да се најде правдината. Владимир Туфекџич, сега адвокат, поранешен судија, ви благодариме што одговорите позитивно на поканата и што бевте дел од Македонија наутро. Ви благодарам и на вас и ви благодарам што ми укажате прилика и чест да прокоментирам од еден стружен и професионален аспект, затоа што знаете како е ова се работи, кај што сме сите повеќе ни работат емоциите и чувствата, а ова работа која треба да ја одработи јавниот обвинител и истражните органи мора да ги тргнат токму емоциите и чувствата на страна и да се раководат исклучиво по законот и ништо друго. Благодарам. Благодарам на вас.